Започнуваме ново издание на емисијата Јавни политики. Мој гостин денеска е Игор Златков, директор на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството. Ке разговараме за активностите и работата на агенцијата, за нивните средби со земјоделците, за стручната помош која земјоделците ја добиваат токму од нив. Се надевам дека ќе презентираме повеќе теми, ќе ги разработиме и ќе можете да добиете повеќе корисни информации. Најпрво, господине Златков, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добре ве најдов, поздрав до вас и до вашите гледачи и честитки за ова убаво студио. Често сме гости по емисиите, но вако некако уредено, толку опремено. Уште еднаш поздрав и честитки. Добро позната на граѓаните, меѓутоа сепак ајде најпрво неколку зборови за Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Која е мисијата, визијата и целите на агенцијата? Агенцијата е формирана уште 1976 година, која што во тоа време гласеше, односно го имаше насловот Центар за унапредување на земјоделството, се до 1998 со формирање на Агенција за поттикнување на развој на земјоделството. Па се до сега сме се уште Агенција за поттикнување на развој на земјоделството, каде што во најскоро време планираме да промениме дел од законот за формирање на агенцијата, со кој што малку ќе се зацврстиме на тлото како правен субјект, но сепак функционираме, правен субјект сме, излегуваме на терен. Целта ни е да ги посетиме земјоделците што е можно повеќе, 172.000 регистрирани земјоделски стопанства од купно 190.000. Една од целите е сите да бидат регистрирани, со цел секој оној кој што е регистриран да може да ги добие субвенциите, односно бенефициите од програмите што се распишуваат преку владата, односно преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Целта ни е да ги оспособиме, обучиме и да им дадеме стручна помош во тоа како од единица површински капацитет без промена на површински капацитет или со зголемување на површински капацитет да дојдат земјоделците до својот зголемен принос, зголемен профит, но во исто време како да им помогнеме околу пазарот. Најважно пред се кај земјоделците е обезбедување на договор за откуп и преработка на нивните производи, да немаме така наречено диво производство за кое што потоа ќе се бара пласман или пазар и кој што може да резултира со штрајкови доколку имаме некои несакани последици. Покрај овие изнаоѓања на овие пазари, исто така стоиме на располагање на земјоделците околу стручна помош. Најминимално е тоа околу субвенциите, околу агрохемиски анализи, околу системи за наводнување и така натаму. Имаме доста голем број вработени, пред се агрономи, бројот на оние кои што се административни лица од година во година се намалува. Не ги заменуваме нив, ги заменуваме само агрономите и ги вработуваме агрономите по специјалности. Во еден регион кај што имаме потреба од полиделци, вработуваме само полиделци, не вработуваме било кој агроном, вработуваме тоа што ни е потребно на терен. Оваа година вработивме 14 луѓе, планираме уште 14 со превземање и со огласување да вработиме, со тоа што ќе го засилиме нашиот работен капацитет и се разбира интелектуален. За најскоро време ќе бидат реализирани тие вработувања, ќе бидеме малку засилени повеќе на терен, зашто мислам дека ќе биде чуено во народот. Како што споменавте, агенцијата е основана заради давање на стручна помош на земјоделците. Како дејности излегувате на терен, меѓутоа тука се и помагањата во пополнувањето на документација, апликации, обуки. Кои се дејности поконкретно ги врши агенцијата? Покри пополнувањето на апликации за субвенции, кои што се пред се административна работа, нашата основна дејност не е тоа. Нашата основна дејност е да ја пратиме годишната програма која што ја формираме и ја доставуваме до Влада на Република Македонија. Како што реков, основна дејност е излегување на терен и стручна помош. Административната работа околу апликациите на субвенциите се пред се во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поради тоа што луѓето таму се малку преоптеретени со нивната работа и напливот на земјоделците кои што го имаат, а тоа се пред се случува во термините околу завршување на апликациите, ние стоиме како допуна на работна рака за Министерството. Во тој случај дел од нашите вработени ги префрламе во Министерството како припомош, но веќе земјоделците знаат дека Агенција за поттикнување на развој на земјоделството, поради своето двократно работење и изголемено работно време, имаме еден по-професионален начин на работа и на прием на странките, така да се веќе научени дека единствени кои што може да дадат стручна помош при подготвување на апликации, а воедно и нешто друго да се дознае, не само за аплицирање на субвенции, постои Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Со пречекот, со приемот што го имаат кај нас, а имаме доста голем број на единици, доста голем број на дисперзирани канцеларии,
веќе се пополнуваат апликациите, се слуша кога ќе бидат следните апликации, им се објаснува кога е внесување во единствен регистар на земјоделски стопанства, но воедно и се слуша зборот на советникот околу тоа што е новитет во државата, од аспект на аграр. Тоа, дали ќе излезе ИПАРД програма, дали ќе имаме национална програма, дали ќе излезе млад земјоделец, системи за наводнување капка по капка преку USAID проект, тоа може да го слушнат се во една канцеларија, што значи преку аплицирањето за субвенции може да добијат нешто многу повеќе. Затоа ги поканувам сите земјоделци кога сакаат, затоа сите наши телефонски броеви се објавени на веб страната, сите сме достапни постојано. Може да си закаже термин, може да си дојдат слободно во просториите, да слушнат што е ново или што сакаат да работат, па ние да ги насочиме кон правилниот колосек. Не значи дека ако некој сака да биде земјоделец, било што од земјоделието ќе биде исплатливо за него. Прво ќе му направиме совет околу агрохемиска анализа. Агрохемиската анализа ќе каже дали е добро за овошна или поледелска култура или градинарска култура, па потоа ќе му кажеме што е тоа што е атрактивно на пазарот. Од тоа што е атрактивно на пазарот, од тоа ќе разгледам дали е коскест овош и дали градинарска култура, да му кажеме кој може да го откупува тоа во државата, па понатаму да почнеме околу договарање, пример да ги споиме со откупувачот, да се направи договор и по веќе засадувањето да започнеме со контрола на терен. Еве, например, пред некое време имавме гостин од Италија во нашите канцеларии, доктор Алфонсо, кој што ќе сака да започне со откуп на зрнести култури, градинарски, тоа се граф, леќа, слануток, при што човекот ќе сака да прави исклучително, ќе сака легално да работи, односно со прво подпишување на договор, правен договор, во кој што ќе имаат обврски и едната и другата страна, односно и фармерот и откупувачот, со наведена цена, наведен датум за откуп за исплаќање на трансакциона сметка, но и контрола која што ќе спроведуваме ние. Семенскиот материјал може ќе биде доставен од италијанецот, а може ќе се користат и веќе домашните познати сорти кои што ги има. Колку дисперзирани единици има на агенцијата и каде се можат граѓаните да се обратат? Да, како прво да знаете дека Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството е единствена институција која што со својата дирекција е надвор од Скопје. Сите поважни субјекти, односно институции се со седиште во Скопје, освен Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, таа е во Битола. Имаме 30 регионални единици кои што се групираат во 6 регионални центри. Тоа се Куманово, Скопје, Штип, Струмица, Битола и Тетово. Но покрај работните единици и регионалните центри веќе имаме отворено и 46 дисперзирани канцеларии. Целта на отварање на дисперзирани канцеларии е фармерите да бидат поблиску до нас и ние да бидеме поблиску до нив. Наместо фармерите од некој село да патуваат до регионалната единица во Битола да слушнат некој стручна совет, можат многу полесно да појдат во дисперзираната канцеларија во Новац или во Могила, која што е со полно работно време исто како во единицата. Имаме постојано вработен советник во тие две дисперзирани канцеларии, кои што работат од понеделник до петок, односно со истото работно време кој што работат сите регионални единици или регионални центри. Кога ќе имаме објава на повик или некоја активност по владина програма, како што ќе работи дирекција или регионален центар или регионална единица, така ќе работи и дисперзираната канцеларија. Наместо ние да секојдневно да патуваме од регионалната единица па до терен, односно кај фармерите, советникот од дисперзираната канцеларија, кај што му е поблиску, има поголемо ефективно работно време, затоа што има помалку пат, може да го посвети поголемиот дел од работното време за поста на фармерите, односно за средба со фармерите. Споменавме дека сте посредници помеѓу земјоделците за помагање за субвенциите. Кои програми се актуелни и за кои програми се може да се обратат земјоделците кај вас? Кои ги посочувате? Постоечки програми кои што се моментално во земјоделството се ИПАРД програмата и националната програма, но покрај овие две основни програми постојат и други програми како што се USAID програмата со апликација за систем капка по капка при одгледување на пченка. Системот капка по капка е актуелен и измислен во државата Израел поради економско и ефективно искористување на водата. Сите оние кои што се заинтересирани за одгледување на пченка и да ги искористат субвенциите од страна на USAID за набавка на таков систем, апликациите се прават кај нас заедно со планските региони како што е Пелагонискиот плански регион. Но покрај USAID, да го споменеме ИПАРД програмата, која што е 75% финансирана од страна на Европска унија и 25% од влада на Република Македонија, каде што земјоделците може да аплицираат на 3 мерки. Тоа се мерката 101, која што е најатрактивна за земјоделците, односно обновување на земјоделска механизација и набавка на нови машини, потоа мерката 103, која што представува изградба на преработувачки и откупни центри, и мерката 302, односно диверзификација во рурални места.
Покрај нив се националната програма со неколку подмерки, тоа се како на пример мерката 112, односно млад земјоделец, каде што сите оние кои што имаат меѓу 18 и 40 години може да ги уживаат субвенциите, односно бенефициите кои што се порачат со таа мерка, и мерката 121 која што исто така представува обновување и набавка на земјоделска механизација. Прашањето е зошто имаме 121 од национална програма или мерка 101 од ИПАРД програмата. Разликата е во тоа што ИПАРД поддржува набавка на земјоделска механизација и машини само од Европска унија, односно држави кои што произведуваат земјоделска механизација од Европска унија, вклучително е овде и Турција и Србија, затоа што се тие членки за влез во Европска унија, но во националната програма влегуваат сите држави, затоа што земјоделците пред некое време рекоа дека ИПАРД машините, односно машините кои што доаѓаат од Европска унија може да бидат со повисока цена, државата одлучи да понуди нешто што е поевтино на пазарот, тоа се кинески и индиски машини, па така влегува во игра и овие држави, односно во националната програма да може да се набават и тие земјоделски механизации, односно од тие држави. Исто така разликата до сега беше што во ИПАРД програмата се набавуваше механизација само за оние земјоделски стопанства кои што произведуваат градинарство, сточарство и овоштарство, вклучително овде и лозарството, додека во националната програма беше сето тоа, освен што влегува во ИПАРД програмата, а тоа се поледелството, вклучително индустријски и житни култури. Бидејќи така се поделени, земјоделците веќе со својата дејност знае каде да аплицираат, дали во националната или во ИПАРД програмата, и во однос на тоа кој буџет го располагат, да може да се пренасочат во било која од двете програми. Кога сме веќе кај буџетот на земјоделците, да го споменеме гарантниот фонд, каде што земјоделците може да ги искористуваат субвенциите од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што 50% од каматната стапка ќе биде субвенционирана од страна на Министерството, додека каматната стапка, пример, ако е 8%, 44% ќе плати земјоделецот, 4% Министерството на годишно ниво зборуваме. И исто така, истата апликација што се подготвува страна на банките, до сега имат подпишено Прокредит банка, во игра беа и Комерцијална банка, Халк банка и Стопанска банка Битола, но веќе од нова година започнуваат сите да бидат оперативни во тој поглед. И самиот договор си го прави земјоделското стопанство заедно со банката, со договор дали ќе биде на 1 година, 5 или 10 години на отплата и колку пати во годината ќе може да се плаќа ратата. Дали секој месец, дали може да биде тоа еднаш годишно, кој ќе земат субвенциите или па кој ќе земат финансиските средства од страна од откупот што го предават. Трајан Ѓорѓиевски и Кире Кирковски од битолското село Логоварди се едни од многуте земјоделци кои добија нова механизација за своите земјоделски стопанства. Ѓорѓиевски доби помош од програмата 50-50, додека пак Кирковски е корисник на средства од ИПАРД програмата. Јас сум земјоделец, чисто земјоделец, со 6,5 хектари земја, моја лична земја, друга немам. Земја не работам со кирија, мислам, и ќе ми се обнови возниот парк, тоа е тракторите. Тракторот, прибедејќи мојот е прилично стар. Сега со овој нов, мислам дека и производството ќе ми биде поголемо. Имав аплицирано за ландини во ИПАРД програмата, со благодарение на агенцијата, за собирање на документите, ми одобрија ландини во ИПАРДот и во понатамошно аплицирање на програмата на ИПАРД на 50-50, пак ќе соработувам со агенцијата. И двајцата благодарни на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството за помошта која ја добиле при собирање и средување на потребната документација. Велат дека и во иднина ќе се обраќаат во Агенцијата за најразлични прашања. Ние како Агенција за развој на земјоделството им помагаме на земјоделците, односно им ги изработуваме техничките предлог проекти, доколку инвестицијата е до 50.000 евра, односно доколку инвестицијата надминува над 50.000 евра, ние им изработуваме деловни планови. Владините мерки, популарните рурален развој и која е популарно наречена 50-50 и млад земјоделец е доста застапени и луѓето се заинтересирани во Битола за аплицирање за таа мерка. Како што слушнавте од претходниот говорник, значи ние му помагаме за таа мерка 50-50 или рурален развој, бидејќи прв пат оваа година беше аплицирањето електронски.
И затоа моравме ние да ги воведиме луѓето или фармерите како е пристапо и пријавувањето за таа мерка. Од година во година интересот за програмите се зголемува. Работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството во Битола изработила повеќе од 300 апликации за програмата за рурален развој и околу 150 од програмата за млад земјоделец. Неодамна имавме можност ние како тим од телевизија Мега да поразговараме со неколку од битолските земјоделци кои добија субвенција од оваа програма. Меѓутоа, кажете ми воопшто колкава е заинтересираноста кај земјоделците за искористување на програмите кои ги споменавте? Па еве вака, од започнување на програмите ќе почнеме од ИПАРТ програмата, таа е објавена уште во 2007 година, но со активно започна од 2009 година. Заинтересираноста кај земјоделците беше мала, но мислам дека беше грешка нашата неажурност и непосетеност на терен, па затоа одлучивме на еден друг пристап, а тоа е информирање на земјоделците. Преку трибини, преку тет-а-тет средби, односно посета на земјоделските стопанства, започнавме да ги информираме, но еден од најважните адути ни беа медиумите. Преку вас, како медиуми, почнавме да ги информираме земјоделците што е тоа ИПАРТ и кој се може да аплицира. Од 243 апликации во 2013 година скокнавме на 605 во 2014 и завршиме со 1150 во 2015 година. Значи можете да замислите во 3 години од 2013 година до 2015 каде што од 243 се зголемува на 1150. Зборувам за технички предлог проекти во ИПАРТ програмата што ги имат направено само советниците на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Тука влегуваат и некои покрај нас влегуваат и некои приватни консултантски куќи, односно приватни консултанти кои што исто така изработуваат технички предлог проекти, но тие се наплаќаат од нивна страна, меѓу 3 и 5% колку што сум информиран е наплатата за изготвен, не за одобрен, за изготвен технички предлог проект. Истото ние го правиме, но бесплатно. Некои од земјоделците може не слушнале дека ние тоа го правиме, затоа ја искористуваме приликата да го кажеме тоа дека ние земаме плата за да го работиме тоа, а не сме приватни консултанти кои што работиме за да наплатиме на земјоделците. Околу националната програма во 2014 имавме 240 апликации, додека во 2015 1396 апликации направени само од советниците на агенцијата, додека вкупно пристигнат број на апликации во националната во 2015 беа 1750. Значи од 243 скокнуваме на 1750 апликации. Тоа значи покажува колку расте бројот на земјоделски стопанства само со тоа што направивме активност околу информацијата. Останува уште мерката 112 од националната програма, тоа е млад земјоделец, каде што во 2013 имавме 34 апликации, додека во 2015 имаме 138 апликации. 138 апликации изразено во финансиски средства се 1.380.000 евра, затоа што секој млад земјоделец добива 10.000 евра грант, односно неповратни финансиски средства и се во можност земјоделските стопанства да го искористат тоа при набавка на било што е со наставка аграр или земјоделство. Не е важно дали ќе биде земјоделска механизација, дали тоа ќе бидат овошни или лозови насади, дали ќе бидат стока грла и така натаму. 10.000 евра неповратни средства за сето тоа што ќе се биде инвестирано во земјоделството. Во кои региони има најмногу апликации за субвенции по сите програми? Во регионот кај што се сега токму наоѓаме, тоа е Пелагонискиот регион, не затоа што најмногу работиме тука, туку затоа што земјоделците најмногу ги слушаат советите од страна на советниците, можеби е затоа што се поактивни на терен или може имат некој друг пристап, потоа е Струмичкиот регион, па после се искачуваме кон Штип. Многу послаби сме во северозападна Македонија, каде што ни е регионалниот центар Тетово, исто така сме слаби и во регионалниот центар во Куманово. Таму има, не е затоа што не се информирани земјоделците па не може да аплицираат, колку имаме трибини направено во Пелагонија, толку имаме направено и во тие два региони кои што се слаби со апликации, но проблемот е имотно-правни односи. Во тие населени места, северозападна Македонија и североисточна Македонија, имаме нерегулирани имотно-правни односи, а тоа се уште земјишто постои на некој дедо, чичко или татко кои што или не се живи, или пак не се во државата. Тие се уште не може да ги префрлат своите површини на нивно име и истите земјоделски стопанства не само што не можат да аплицират на било која од програмите, дури не ни користат субвенции.
Тоа преку управа за јавни приходи, преку катастар, одржуваме трибини. Еве денес сме во гости во Раритетово, каде што ќе им биде објаснето што треба да направат за да можат да си ги префрлат на свое име. Лесна е постапката, но работещи луѓето не се информирани. Токму затоа денес во 5:30 ќе бидеме во гости, во 8:30 во Тетово. Дали има заинтересираност, сепак ги имаат тие имотно-правни проблеми, дали веќе пројавуваат интерес за да ги средат тие проблеми? Активноста и желбата за да се промени нешто околу имотно-правните односи е голем. Тоа може да се види преку апликации за промена на земјоделски површини на сопствено име од бројот на апликации кои што ги има во Управа за јавни приходи и во Катастар на Република Македонија. Работа е тоа што во некои делови, односно во некои градови не може тоа сето да биде исполнето, па дел од нив се префрлаат во други општини, па сега тие другите општини си помагаат на себе, односно општините кај што нема толку доволно работа, си помагаат, пример Крушево ја работи и Ресен на Битола, се со цел да постигнат на време. Но и покрај тоа бројот на апликации е огромен и затоа малку земјоделските стопанства ќе чекаат. При тоа чекање точно е дека има малку нервоза, но затоа ние апелираме за трпеливост, се ќе биде решено со решавање на тие имотно-правни односи, ќе ги поканиме кај нас да им објасниме што е тоа што може да го искористат од државата и да почнеме веднаш со изготвување на технички предлог проекти или за апликации, за било какви апликации. Во текот на 2015 година беа поставени неколку демонстративни опити од ваша страна. Какви беа резултатите? Демонстративните опити се дел од годишната програма на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, што порано не беа толку актуелни, но веќе во 2014 започнавме, 2015 веќе беа и реализирани. Во 2015 поставивме 6 нови сорти на хрватска пченица во регионот на Битола, потоа имавме демонстративен опит со подобрена куртовска капија во Кукуречени и користење на биоферт, односно ѓубре кое што е органско, исто така на подобрена куртовска капија. Резултатите беа очигледни и истите беа демонстрирани на земјоделците, со покана на земјоделци да видат што е разликата меѓу 6 сорти што доаѓаат во државата со некои веќе домашни сорти, можат сами да си направат споредба во однос на принос или во тоа што е колку е влогот во агротехничките мерки. Пример, ѓубре, заштитни средства, наводнување и така натаму може да си направат, затоа што направивме презентација со табеларен преглед и графички дизајни, да видат што е разликата во инпутот и аутпутот на секој земјоделец при демонстративниот опит. За следната година секоја регионална единица ширум државата е задолжена, значи не е побарано, туку се задолжени сите советници од секоја регионална единица да направат по еден демонстративен опит, кој што ќе биде достапен за преглед на било кое земјоделско стопанство во државата. Планирани се нови вакви демонстративни опити, претходните покажаа очигледни резултати, дали земјоделците веќе покажуваат интерес? Да, тоа ќе може да се види, односно резултира со например побарувањето на 6 нови сорти пченица во фирмата Биспромет, кои што се застапници за таа пченица. Исто ќе го направиме и со Агровојводина во оваа година и сето тоа што го представуваме на земјоделците, тие што ќе го слушаат, така и побаруваат контакт телефон од фирмата која што е дел од демонстративниот опит. Демонстративниот опит никош сами не го поставуваме, го поставуваме со соработник, односно со некој кој што ќе биде дел од увозот на тој новитет во државата. Се подпишува меморандум за соработки и започнуваме соработата. По веќе завршување на реколтата можеме да ги информираме земјоделците, односно ги информираме, ги кажуваме резултатите, па кој е заинтересиран, слободно може да се обрати кај фирмите кои што го поставуваат демонстративниот опит, односно се соработници во демонстративниот опит. На почетокот на 2015 година бевме сведоци сите на огромни проблеми со кои се соочија земјоделците, односно тоа беа поплавите. Дали по тие немили настани се интензивира осигурувањето на земјоделските посеви? Поплавите во 2015 година беа во јануари, февруари и март како елементарна непогода која што не зафати нас, но тоа не е нешто ново во земјоделството или пак во нашата држава. Го имаше претходно во Србија, го имало и во други држави. Составен дел на животот се елементарните непогоди. Жалиме за такви настани, но затоа па треба да бидеме спремни. Некои од државите веќе го имат доста интензивирано земјоделското осигурување, што не е случај кај нас. Како споредба дека во 2015 процентуалниот скок наспроти 2014 е 65% во земјоделското осигурување. Вака звучи многу голема бројка, дека 65% е зголемено, но да знаете дека имаше само 3700 земјоделски стопанства осигурани во 2014. Значи бројот на земјоделски стопанства што се осигурани во 2015 може да биде 5 или 6000. Тоа е ништо затоа што рекоме дека има 172.000 регистрирани земјоделски стопанства.
Грешката е во две насоки. Прво е неинформираност за тоа што нуди земјоделското осигурување, еве да знаете и вие и преку вашите емисии и сите земјоделски стопанства, 60% од полисата ја покрива државата. Разликата при било кое субвенционирање или аплицирање на програма со наспроти земјоделското осигурување тоа што во било која друга програма земјоделецот плаќа 100%, па потоа чека повраток од 50, 60 или 75%. Во земјоделското осигурување тој ја аплицира само со 40%, додека другите 60% си ги бара фирмата која што ќе го осигурува, односно таа осигурителна компанија од платежна агенција. Што значи, ако е 1100 денари за осигурување на хектар пченица, земјоделецот ќе плати околу 400 денари, додека другите 700 денари осигурителната компанија ќе си ги бара од платежна. Што значи за 400 денари може да осигура било кој фармер хектар пченица, што е минимално. Проблемот е сега, или ние не сме информирани доволно, што веќе го тоа објаснивме, или пак земјоделците ги научивме на нешто што се вели социјал. Тоа значи, било што и да се случи, ние ќе го покриеме. Ви кажав, тоа не се случува во никоја друга држава, тоа веќе еднаш мора да престане, а ќе престане само доколку го интензивираме осигурувањето. Во јануари месец започнуваме со трибини, специјално креирани само за земјоделското осигурување, во кои што ќе учествуваат од Агенцијата за супервизија при осигурувањето. Ние сме носители на трибините, ние сме организатори, но ќе поканиме и членови, односно агенти од тие осигурителни компании кои што ќе им демонстрираат што значи осигурување од аспект на финансии, што ќе добијат, што ќе вложат. Се надеваме дека со тоа ќе престане темата на земјоделско осигурување да биде државата да помогне на секој оној кај што ќе има градобитност, кај што ќе има поплава, кај што ќе има суша. Значи не можеме ние да интензивираме земјоделство ако штрекуваме, ако демонстрираме пред влада затоа што имало појава на град. За појава на град постојат 11 осигурителни компании во државата кои што се грижат за секој земјоделец, како што ви имате вие осигурување на имотот, односно на куќата, на станот, така и земјоделецот треба да има на својата фарма. Сега се планира во 2016 да влезе и сточарството во земјоделското осигурување, така да ќе биде покриен целиот аспект од страна на земјоделство. Важно е само да има интерес кај земјоделците, еве многу зголемен интересот во ресен, после градобитноста која што се појави, и исто така во Кавадарци со лозовите насади и праските кои што имаа штети исто така од градобитност. Постојано споменавте неколку пати дека постојано сте на терен со земјоделците, еве нели најавени новите трибини на агенцијата. Дали ваквите средби покажуваат добри резултати, се остварува ли добар контакт, земјоделците доаѓаат, прашуваат, каков е нивниот однос? Да, трибините порано се правеа во некои времења 11-12 часот, тој временски период од воденот, кога земјоделците не беа слободни. На земјоделецот не му е важно да дојде да го слушне Игор или било кој од страна од Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството, важно му е да направи профит од тоа што го работи. Кога се работи за профит, нема пардон, нема гледање лево-десно, се оди и се работи на ниво. Поради тие причини одлучивме да трибините да ги поставуваме во вечерните часови, тоа се после 17-18 часот, кога земјоделците веќе немаат работа. Овде го знаеме и тоа дека млекарите го предаваат млекото во 7, па така трибините закажуваат во тие места и после 8 часот. Наша работа е дали ќе се мачиме, дали ќе успееме, важно е ние да бидеме таму. Поради тоа што слушна земјоделците што значи трибина, значи имаме некаде трибини кај што не сакале воопшто да не посетат. Луѓето седат настрана, не сакат да влезат во домот, во салата или не знам кај што ќе ги одржуваме трибините, но кога ќе почнеме да зборуваме за новитети, потоа за мерки или за субвенции или за бенефиции, веќе почнуваат да доаѓаат. Еве како пример некни во Пехчево имавме трибина на која што присуствува 120 земјоделски стопанства. Тоа е огромен број кој ќе земете во предвид дека е Пехчево многу мала општина. Така ги пустуваме сите места, имавме 2 циклуси на отворени денови со земјоделците, сега започнува и третиот во која што со 6 тима ќе треба да посетиме 400 населени места. Скоро секој населено рурално место, поголемо ќе биде посетено во државата, на која што ќе присуствува носител е советникот на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството, но ќе присуствува и советник, односно инспектор од инспекторатот при Министерството за земјоделство, ќе присуствува вработен, односно контролор на терен од страна на Агенцијата за финансиска поддршка, потоа од Македонски шуми и се разбира од водостопанство. Широм државата имаме проблеми околу водостопанството. Земјоделците велат дека одводнувањето не е решено затоа што немаме решение за наплата, додека пак фирмата која што се е загрижена за наплата за одводнување вели дека навремено доставено, но земјоделците од некои причини не сакаат да платат. Плаќаат само кога ќе стане збор за субвенционирање.
Затоа се тие трибини да го разрешиме проблемот, да ги информираме кога треба да плаќаат и секој оној кој што имал проблем во текот на годината или сака да се интересира за следната реколта, да се разреши на лице место. Затоа имаме представници од 5 или 6 институции кои што ќе може да одговорат на било кое прашање. На ваквите средби ги објаснувате бенефитите, ги дистрибуирате потребните информации за земјоделците, дали земјоделците се жалат на нешто или можеби еве кои се најчесто поставувани прашања од нивна страна? Земјоделците се жалели и ќе се жалат. Во Германија велат дека бебе кој ќе се роди земјоделец му како да има камен на стомакот за да овка. Тоа е работата на земјоделецот за да бара повеќе за неговиот површински капацитет. Но за тоа дали ќе се разреши проблемот и кои се најчесто проблеми, ќе проговориме сега. Најчести проблеми кај земјоделците се субвенциите. За да се исплатат субвенциите не е крива само едната страна, а тоа е платежна агенција, односно агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Значи треба да има уредна документација, односно барање и апликација за добивање на субвенции. Тоа го ние изготвуваме. Дел од земјоделците или не сакаат или не знаат дека ние тоа го правиме, по некои причини, на некои други начини или преку други канали ги доставуваат тие документи. Нормално е да бидеш одбиен ако не ти е целата документација комплетна. Дури има и толеранција од страна на агенцијата за финансиска поддршка, им бараат дополнување на документите, значи писмено им се обраќаат со решение дека треба да им се достави дополнување на документацијата во рок од 50 или 15 дена. И покрај тоа некои земјоделците го игнорираат, но од кој ќе поминат неколку месеци, а тоа е после рокот за аплицирање или пак за доставување на документација, веќе почнуваат да бараат приговори. Ќе направиме и приговори, но сепак тоа не е решение. Решението во дадениот временски период за апликација, земјоделците да не последат, ние да ги изготвиме апликациите и барањата и да ги испратиме. Не ги испратиме место нив, не мора тие да се мачат. Само нашата задача е да ние да го изготвиме тоа на место нив. Дали ќе не последат, тоа останува на нив. Но да не се случи како што се случува сега, доаѓаат земјоделци зошто за 2012 не им се исплатени субвенции. Значи после 3 години да бараш субвенција е нонсенс. Требало во периодот кога се прават апликациите за субвенции да се аплицира, а се исплаќаат до крајот на месец јуни во наредната година. Неодамна присуствувавте и на втората регионална конференција на советодавни служби на Југоисточна Европа. Вреди да се спомена. Кажете ми која беше целта на конференцијата и какви се вашите впечатоци и искуства од таму? Ова е втора конференција која што зема голем замав за тоа колку е силна или колку е значајна, зборот дека беше присутна министерката за земјоделство и храна на Република Бугарија и таа ја и отвори самата конференција. Имавме ние представници од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Целта е сите советодавни служби од Југоисточна Европа да разменат мислења или искуства, но воедно и да започнат со соработка. Така, за краток временски период ќе дојдат дел од хрватската служба тука заедно со фармери. Ќе видат како ние работиме на терен, што ние ги советуваме земјоделците и истите тие луѓе од Хрватска ќе ни кажат на кој начин пак тие работат. Тоа што е добро кај нас ние ќе си го задржиме, а тоа што е совет од нив за можно е подобро работење ќе го продолжиме во тој правец како што тие работат. Доколку сметаме според нас дека не е апликативно нивниот метод за работа кај нас, нема да го прифатиме. Потоа ние ќе гостуваме кај нив, па ние ќе видиме тие како работат. Натаму е подпишана соработка со Република Бугарија, каде што исто така ќе имаме размена на советници, со цел да видиме начин на работа на советодавните служби во Бугарија и во Македонија. Со сигурност ви кажувам дека Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството во Југоисточна Европа е најсилна, затоа што кажува бројот на посетени земјоделски стопанства во една година. Ние имаме околу 45 до 50% посета на земјоделските стопанства ширум државата. Например, во Турција има околу 4 до 5% посета од страна на советниците на ниво на година. Таму имат голем број на земјоделски стопанства, но за тоа треба да се грижи државата, треба да вработи повеќе советници со цел да ги посети сите. Значи не може во една држава 5% да слушнат што е ново во државата, кој е нов проект или нова програма или мерка од страна на владата, другите никој да не знае. Ние тоа го исполнуваме, затоа бевме избрани за најдобра агенција во Италија, во Бари. На втората конференција Македонија, која што е представувам јас од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, беше избрана за потпредседател на Југоисточна Европа и сме членки на надзорниот одбор на Југоисточна Европа. Воглавно ги споменавме сите планови и активности кои се предвидени за 2016 година, меѓутоа да не испуштивме нешто. Само еден огромен
или важен совет до земјоделците да почнат што е можно повеќе да не бараат на телефон, затоа што ви кажав телефоните се достапни и што е можно повеќе да не посетуваат. За било кој проблем кој што се јавува во земјоделството слободно може да не побрат. Дали во дирекција, дали во единица, дали во центар или дисперсирана канцеларија не е важно. Стоиме на располагање, создадени сме само за нив, не сме создадени само плата да земеме, доку не се тие нема ни ние да постоиме. Најважно ни е да биде земјоделецот услужен професионално на начин како што доликува да биде услужен еден земјоделец. Господине Златков, јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во телевизија Мега. Ќе ви посакам успешна година и уште многу голем број на зголемени апликации, посети, средби со земјоделците и се разбира пред се уште повеќе задоволни земјоделци. Ви благодарам на вас и очекувам следна покана за гости на вашата емисија. Тука е крајот на ова издание на емисијата Јавни политики. Гостин беше господинот Игор Златков, директор на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството. Ги слушнавте информациите кои се битни за земјоделците. Се надеваме дека во иднина ќе ги користат се повеќе бенефитите и субвенциите кои ги нуди Агенцијата за поддршка на развојот во земјоделството. Ви благодарам за вниманието.